Поштувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Во изминатиот полугодишен период, најголем број представки до регионалната канцеларија на Народниот правобранител во Штип, граѓаните од источниот регион поднеле поради незадоволство од работата на извршителите. Освен тоа, не заостанува ни бројот на поплаките за изречени судски пресуди. Нема големи промени во причините поради кои граѓаните во текот на првата половина од оваа година поднеле најмногу представки до Народниот правобранител, а во кои се пожалиле на работата на државните органи и институции. Најбројни биле барањата за преиспитување на постапките што ги водат извршителите, затоа што оценка на граѓаните е дека биле оштетени. Според извештајот за работа на регионалната канцеларија на Народниот правобранител во Штип, граѓаните од Истокот го оцениле работењето на поодделни извршители како неприфатливо, па решиле да поднесат представка. Граѓаните се жалат на незаконско извршување од извршителите, се жалат на незаконски донесени судски одлуки, јавно-обвинителски одлуки и иако на многу наврати и често на телевизија кажувам и која е надлежноста на Народниот правобранител во судските и во јавно-обвинителските постапки, сепак граѓаните доваѓаат, ако ништо друго, да добијат некој совет, како понатаму, каде понатаму, бидејќи многу често и голем број од граѓаните не можат да си приуштат адвокат, па неретко се случува и тука добијаниот совет едноставно да се откажат од понатамошно водење на судска постапка, бидејќи сметаат дека тоа е за нив прескапа постапка. А доколку Народниот правобранител може да им помогне, ќе помогне. Меѓутоа, најчесто немаме надлежност согласно Законот за народен правобранител. Освен правна помош и заштита за граѓаните, Народниот правобранител е ангажиран и за истите обврски за лицата кои издржуваат затворски казни. Одиме во редовни посети на институциите, најчесто одиме во посета на казнено-поправната установа затвор Штип, каде што вршиме редовни посети, проверка на сандачето, каде што осудените лица кои што издржуваат казната затвор во оваа установа имаат можност да поднесат представка, имаат можност директно со мене таму да водат разговор, да кажат што ги тишти, кои права им се повредени. Многу често ги мешаат правата со погодностите, меѓутоа ние сме тука за се да им помогнем. Освен за овие проблеми, граѓаните од источниот регион во изминатиот полугодишен период поднели поголем број представки поврзани со социјалната заштита, како и од областа на пензиско-инвалидското осигурување. Исто така, имало забелешки и за имотно-правни работи за незавршени постапки кај приватизацијата на градежно земјиште, како и за легализацијата на бесправно изградени објекти, но и за започнати, но незавршени постапки за денационализација на имотот. Општина Кочани е една од 9 општини кои се опфатени со јавниот оглас за распределба на земјоделско земјиште под закуп поголемо од 3 хектари, што деновиве го објави Министерството за земјоделство. 1090 хектари обработливо земјиште е предвидено да се распредели во 9 општини со цел подигање на различни земјоделски насади. Над 4380 хектари државно земјиште ќе биде доделено на земјоделците преку 4 активни огласи за закуп на обработливи површини, кои деновиве го објави Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Зголемувањето на обработливите земјоделски површини преку неселективна и транспарентна распределба на државното земјоделско земјиште под закуп е една од стратешките цели на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во моментов се активни 4 јавни огласи за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост. Во огласот е предвидено 1090 хектари да се распределат на заинтересираните земјоделци во 9 општини од државата, меѓу кои и Кочани, за површини на земјоделско земјиште поголемо од 3 хектари. Намената на земјиштето се однесува на подигање на долгогодишни насади на лозија, овоштарници и оранжерии за период до 30 години, долгогодишни насади со лешник до 70 години, како и подигање на маслинарници и други земјоделски култури. Со огласот е предвидено да се распредели и земјиште за одгледување на брзо растички дрвја, ливади, рибници, како и спортска рекреативна инфраструктура за рурален туризам. Заинтересираните лица потребно е да ги достават своите понуди до 11 септември по пат на електронско јавно наддавање. Во контекст на овие мерки во тек е постапка за изготвување на предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделски површини.
Со законот ќе се подобрат веќе постоечките законски решенија, но и ќе се воведат нови, што ќе бидат во функција на рационално искористување на земјоделските земјишта, нивна заштита и правна сигурност на корисниците. Зголемувањето на обработливите земјоделски површини преку неселективна распределба на државно земјиште под закуп е една од стратешките определби на Министерството. Крајна цел е вистинска и неселективна распределба, што ќе значи зголемени обработливи површини, како и поголемо производство на квалитетни, конкурентни и безбедни земјоделски производи. Локалната самоуправа на Кочани во соработка со фондацијата Фридрих Еберт организира форум за младинските перспективи на локално ниво. Настанот е дел од Freedom Music фестивалот што ќе се одржи на споменикот на слободата, а ќе настапат повеќе диџеи од Македонија и странство. Општина Кочани и канцеларијата на германската фондација Фридрих Еберт во Скопје организираат форум на тема младински перспективи за локален развој. Настанот е планиран за сабота, 18 август, од 18 до 20 часот на споменикот на слободата во Кочани. Дискусијата се организира во рамки на Freedom Music Festival, кој за прв пат ќе се одржи годинава, а на кој ќе учествуваат повеќе домашни и меѓународни диџеи. Поаѓајќи од самиот наслов и мотото на фестивалот, двочасовната дискусија ќе им овозможи на младите од Кочани покрај добра забава да ги споделат и своите идеи, ставови и потреби за ефективен локален развој. Заеднички со градоначалникот на општината Никол Чуилиев, како и со експерти во младинските политики на национално и регионално ниво, младите ќе се обидат да дадат одговор на прашањето на кој начин членството на Република Македонија во Европската Унија ќе придонесе за унапредување на можностите на младите во поглед на образованието, вработувањето, културниот и социјалниот живот, инклузивноста и учеството во демократските процеси на локално ниво. Организаторите на настанот ги повикуваат младите да ја збогатат програмата и со лични идеи и ставови да придонесат тие да го добијат вистинското место во социоекономските и општествените процеси на локално ниво. Сдруженијето на пензионери Кочани во саботата беше домаќин на 12-тата средба на пензионерите, што секоја година традиционално се одржува на манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон. Присуствуваа пензионери од сите здруженија членови на Сојузот на пензионерите на Македонија. Околу 1000 пензионери од 53 здруженија од Сојузот на пензионери на Република Македонија присуствуваа на традиционалната 12-та средба на пензионерите во манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон во кочанското село Пантелеј. Домаќин на средбата е Сдруженијето на пензионери Кочани. Присутните најпрво ги поздрави претседателот на Сдруженијето на пензионери Кочани Ѓорги Серафимов. 12 пат го одржуваме овој собир и бидејќи Свети Пантелеймон е покровител за здравјето на луѓето, мислам и тие што доаѓаат овде се осеќаат поздрави, посмели и повеќе и пеат и играт оро, а и добар апетит имат. Во име на Сојузот, пензионерите ги поздрави подпредседателот Салтир Каровски, кој истакна дека средбата се организира во корист на Дружењето на пензионерите и за запознавање на сопствената држава. Каровски ги повика пензионерите на што поголема вклученост и активност во рамки на Сојузот и на нивните здруженија заради обезбедување подобри услови за живот, за здраво и успешно старење. Една од многу важните содржини се традиционалните средби низ Републиката. Средбата Пантелеј 2018 година е една од тие традиционални средби на кои во договор со домаќинот, Сдруженијето на пензионери Кочани, се присуствува со голем број на пензионери од Сдруженијата на пензионери во Македонија. Ќе ви кажам само дека Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија го сочинуваат 53 здруженија во рамките на 53 општини во Републиката. Затоа настојуваме и даваме голема поддршка на ваквиот начин на дружење на пензионерите. Ме радува што денеска во волка број сме собрани и имаме можност да одбележиме и одредени верски празници, но сето тоа е во корист на другарувањето и запознавањето на сопствената држава.
Пензионерите на средбата се дружеа и забавуваа до доцните попладневни часови, со ора, музика и песна, а имаа и заеднички ручек и трпезе на љубовта, како круна на заедничкото дружење и забава. Локалната самоуправа на Кочани прави напори да ги подобри условите за живење на луѓето од третата доба. На средбата на пензионерите на Пантелеј, градоначалникот Илиев ја истакна динамиката за поднесената апликација за изградба на старечкиот дом, регионален проект кој е значаен за грижа и нега за пензионерите од целиот источен регион. На 12-тата традиционална средба на пензионерите на манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон, градоначалникот Николчо Илиев зборуваше за локалните проекти поврзани со луѓето од третата доба. Тој истакна дека локалната самоуправа на Кочани прави напори да ги подобри условите за живење на сите луѓе во општината, меѓу кои и на луѓето од третата доба. Илиев ја истакна динамиката за поднесената апликација за изградба на старечки дом, регионален проект за кој очекуваат подршка од Министерството за труд и социјална политика, а за кој ќе може да одговорат на потребата за грижа и нега на старите лица, како од Кочани, така и од регионот. Општина Кочани има проект со кој сакам да бидеме горди и сакам да ви кажам дека проект кој веројатно ќе допринесе за да подобрување на животот на луѓето од третото доба, тоа е изградба на старечкиот дом, кој на вистина не е веќе тренд, туку е нешто што е нужно со оглед на времињата во кои што живееме, каде што нашите млади се почесто се иселуваат и остануваат повозрастни лица на кои на вистина е потребна нега, а од друга страна овде треба и мора да ги вклопиме и новите модерни трендови на живење, каде што луѓето на вистина сакат повеќе самостојност. Ние на вистина направивме голема иницијатива и проектот кој што го наследивме, го продолживме и во последните 10 дена имавме средба со Министерството за труд и социјална политика, каде што уште еднаш, заедно со проектантот, стручните луѓе од разни институции и од општина Кочани ги усогласија сите недоследности во делот на проектот и останува уште конечната одлука да ја донесе владата со цел отпочнување на овој многу значаен објект, односно проект за Кочани, а секако и за целокупниот регион, бидејќи се работи за регионален старечки дом и ќе биде еден од правите проекти во Македонија. Мислам дека во моментот колку што сум информиран, вакви проекти постојат само 2 и мислам дека реализацијата на вистина ќе биде известна и брза. Илиев, освен за проектот за старечкиот дом, рече дека општина Кочани ќе остане посветена во договор со Сдруженијето на пензионерите да се подигне стандардот на живеењето и на пензионерите од другите населени места, при што ја нагласи поддршката од општината во заживувањето на пензионерските клубови во градот и во населените места. Повеќе да се внимава на духовниот отколку на телесниот пост, предупредуваат свештениците од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. Во вторник, 14 август, започнуваат богородичните пости. Богородичниот пост започнува од вторник, 14 август и трае 2 недели до 28 август. Овие пости се најкратки и затоа се одлучуваат да ги постат поголем број луѓе. Непосредно пред почетокот на постите, свештениците го објаснуваат значењето на духовниот пост. Од 14 август започнуваат богородичните или успенските пости, кои што се востановени во чест на празниците Преображение Христово и нели празникот Успение на Пресвета Богородица и нашата владичица. Знаеме нели според типикот пропишан од православната црква тие траат од 14 до 28 август. Она што е важно, апелираме пред секој пости, така ќе се повторуваме, се додека нели не се научиме, а тоа е дека многу поголемо внимание треба да се посвети на оној духовниот дел на постите, не само воздржувањето од храна. Значи под духовен пост се подразбира засилено размислување за Бога, засилена молитва кон нашите ближни пријатели, секако нели нашите непријатели, правење добри дела без разлика дали тие ќе бидат од финансиска, морална или било каква природа, се со цел нели да се уподобуваме и да се усовршуваме во Христа, темелејќи се на зборовите на светиот апостол Павле, доколку имаме вера, а немаме дело, тогаш нашата вера би била нели залудна. Според типикот, богородичните пости се постат на следниот начин. Од понеделник до петок без масло. Другите денови е дозволена употреба на масло, а на преображение може и риба.
што се однесува за земање причес. Арсовски рече дека во Кочанскиот храм Свети Великомачен и Ѓорги литургија се служи секој петок, недела и празник. Сите кои имаат благослов од духовникот и кои се подготвени може да земат причес после секоја литургија. Арсовски апелираше и до сите оние кои што сакаат да идат на исповед поради големата гужва за време на постите и со цел да се запази вистинската и целосна исповед, да не чекаат последниот ден, туку тоа да го сторат порано со претходен договор со духовникот. Следува информацијата од спортот. Фудбалскиот клуб Осогово со победа од 2:0 против тимот на Дейтоните од Радовиш ги започна подготовките за новата надпреварувачка сезона. Со головите на Димовски и Илиоски Кисески, Осогово успеа да стигне до победа на првиот контролен меч во подготвителниот период. Градскиот фудбалски клуб Осогово со победа од 2:0 беше подобар од тимот на Детонит на средбата што се одигра во саботата на градскиот стадион во Радовиш во рамки на контролните надпревари во пресрет на новата надпреварувачка сезона. Надпреварот го отвори Осогово со гол во 20-та минута, кога напаѓачот Драган Пунов му асистираше на својот клубски колега Димовски, кој успеа да го совлада на противничкиот голман за резултатот 1:0. На стартот на вториот дел од надпреварот жолто-сините го зголемија водството на 2:0 со голот на Илиоски Кисоски по асистенцијата на Кристијан Караиловски. Двајцата фудбалери кои беа промовирани во последниот бран за силување на клубот од Кочани. До крајот на надпреварот тимот на Осогово имаше уште неколку шанси, но сепак резултатот остана непроменет. Веќе во вторник на 14 август Осогово го очекува уште еден контролен пријателски меч. На стадионот во Кратово во 17 часот е закажан дуелот со прволигашот Силекс, со што продолжува низата подготвителни надпревари кои ги очекуваат фудбалерите на Осогово. Од клубот информираат дека во предстојната сезона екипата на градскиот фудбалски клуб Осогово ќе има своји представници во младинските лиги на Фудбалската федерација на Македонија, во регионалната југоисточна лига за петлиња, родени 2004 година, како и лигата за помлади петлиња, родени 2005 година. Распоредите за надпреварите во младинските категории е објавен на веб страницата на клубот, а дуелите за новата сезона започнуваат на 25 и 26 август. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.